Николски, добро вечер Александар, благодарам што сте овде. Гледаме една засилена акција на владата за проверка на сите лиценци, дозволи, документација, но и услови во рамки на различни објекти, угостителски, стамбени и така натаму. За жал, овие активности не можат ништо да променат во однос на трагедијата која ја доживеавме, меѓутоа може да превенираат идни трагедии. Што се прави во моментов? Добро вечер, благодарам на поканата и уште еднаш сочувство на семејствата кои што загубија блиски и во Кочани, но и во Скопје, во Виница, во Штип, во Чешиново, во Блешево, на Струмица. Наистина ми е жал за сите и посакувам ова никогаш да не се повтори. Како што кажавте, владата презема една мерка, препорача и на општините тоа да го направат на контрола на сите издадени лиценци, овластувања и се она што значи пренесување на надлежности од страна на државата на приватни субјекти. Во суштина, тоа е идејата на овие лиценци и овластувања, да одредени работи кои што државата не може да ги врши приватниот сектор во име на државата и на тој начин да се развива бизнисот. Идејата е добра, е благородна, ја прават сите најразвиени европски држави, но проблемот настанува кога не се почитуваат прописите и правилата и имаме една сериозна акција на проверка. Се работи во сите сектори и сите сектори ќе почнат да излегуваат со бројки, со резултати како би презентирале пред јавноста каква е состојбата. Увидуваме дека има и доста законски недоследности. Не велам дека законите се секаде лоши. Во најголем дел мислам дека законите се добри и намерата е добра, но за жал нашиот менталитет е таков каков што е, има бројни злоупотреби. Во одредени ситуации, веројатно, сакајќи законодавецот да ги поедностави процедурите, тоа поедноставување на процедури наидува на големи злоупотреби од страна на приватните субјекти кои што се крајни корисници на овие овластувања или на овие лиценци. Како во случајот со давањето исказ пред нотар, во случајот со ПУЛС, дека ги исполнувате сите услови и тоа е доволен документ, доволен доказ дека... Тоа е така во Законот за гостителска дејност, каде што практично е оставено на совеста на некој што поднесува и е оставено на службениците во рамки на Министерството за економија да ги проверуваат тие потребни документи кои што треба да ги има еден објект, за во случај да се нарекува кабаре, и на крај за жал имавме резултат каков што имавме, така што покрај проверка на лиценците, на овластувањата, секако дека се потребни законски измени кои што на поинаков начин ќе моделираат целата материја, ќе воведат поинакви правила на игра и ќе ги зајакнат механизмите на контрола, ќе бидат порестриктивни, можеби дел од бизнисот ќе реагира, но овдека не е намерата било кој да се казни, туку намерата е да се натераат сите работат во рамки на законот и да го почитуваат законот како би се избегнувале несакани последици во иднина. Убаво рековте, тоа што се случи, но ова треба да е голема поука да не ни се повторуваат вакви работи во иднина и се надевам дека како влада правиме максимум што е во наша можност да ги коригираме овие состојби. Ова е наследена ситуација од изминатите 30 години, не оди лесно, но она што го гледам мотив кај сите да се менува и мислам дека треба да го направиме тоа час поскоро. Во вашиот дел, во вашиот ресор, вчера дадовте една информација, 1100 лиценци, практично 1100 правни лица или фирми имаат одредени пренесени овластувања, односно имаат лиценци добиено во делот на градежниот сектор и во делот на урбанистичкото планирање. Од тие 1100, рековте вчера, 97 фирми не ги исполнуваат условите, односно лиценците ќе бидат одземени. Дали е извршена проверка на сите 1100 и дали оваа бројка од 97 е конечна? Денес имам нови бројки, имајќи предвид дека вработените во Министерството за транспорт работат и денес и утре, и би сакал да се заблагодарам на активноста која што ја прават. Доколку строго ги гледаме законите, на рап на закон е дали ние имаме право ова да го правиме или нешто, по мене е грешка, но ние донесовме одлука да ја направиме ова контрола и пред да одам со бројки да најавам дека по итна постапка ќе пуштиме законски измени со кои што овие контроли ќе станат облигаторни, мандаторни на секои 6 месеци да мора да се прават, а исто така и второстепеноста и третостепеноста во рамки на одлучувањето нема да влијае на постапките за одземање на лиценци или да поедноставам во сегашниот правен систем, доколку на некого му се одземе лиценцата, тој има право да се жали до
второстепениот државен орган, после тоа до управен и до виш управен суд, и одземањето важи само кога ќе заврши цела оваа постапка, што во нашиот спор систем може да значи и години. Мојот предлог на измени на закон ќе биде да жалбата не го одлага извршувањето, има бројни такви примери, односно да лиценцата веднаш се одземе, а после тоа да имаат право да се жалат, па доколку повисок орган одлучи поинаку или ние не сме согледале фактите соодветно да се врати, но не очекувам дека тоа ќе е на повеќе од 5 до 10% затоа што се јасни. Иначе имам нови бројки. Вкупниот број на издадени лиценци во делот на градба, проектирање, надзор, изработка на детални урбанистички планови е некаде над 3000. Скоро сите се прегледани, до денес прегледавме 2810 лиценци и бројката на одземени веќе оди на 427. Значи, до овој момент имаме одлука за одземање на 427 лиценци, кои што се однесуваат дали во делот на градба, дали во делот на надзор, дали во делот на проектирање, дали во делот на изработка на детални урбанистички планови. Најголема е бројката за изведувачи на градба од Б категорија, тоа е практично се што не е врвен државен објект. Значи и стамбени згради. И стамбени згради. Таму ќе се одземат 198 лиценци. И во понеделник таа работа ќе биде завршена, во вторник ќе ги имаме финалните бројки, кои што исто така ќе ги презентираме пред јавноста. Во вторник и по име ќе ги извадиме сите носители на лиценци на кои што ќе им бидат одземени лиценците. За истото ќе го информираме надлежното обвинителство и Министерството за внатрешни работи како тие би провериле од свој аспект, а ќе испратиме дописи до сите засегнати страни кои што работат со овие субјекти, како би знаеле дека истите веќе немаат лиценци, и на тој начин се надевам дека ќе направиме една превентива. За среќа досега не се случило ништо, но ќе направиме една превентива од таква работа да не се случи во иднина. Исто така правиме контрола и во делот на патниот сектор. Таму е превоз на патници или автобуси, комбини и така натака, и исто така превоз на стоки и меѓународно и внатрешно во делот на камиони. Таму во моментов се прават испитувањата и до вторник ќе имаме финалните бројки и таму, така што вторник ќе можеме да ги презентираме сите. Бројката во делот на градежништвото горе-долу ќе е околу 430. Ќе видиме како ќе е за патен сектор, ќе ги објавиме и ќе одиме со законски измени со кои што ова ќе стане пракса, а не добра волја на министерот или на вработените во рамки на министерството. И се надам дека ова ќе е пример кој што ќе следат сите останати институции. Да честитам на општините, гледам дека веќе од вчера почнаа како би ставиле ред во функционирањето. Клучниот проблем е, мислам дека прашање на менталитет. Затоа што, например, за сите овие 427 кои што ние ги одземаме, во моментот кога поднесувале документи ги исполнувале сите услови. Но после тоа престануваат да ги исполнуваат условите. Тоа е едно изигрување на системот. Тоа, знаете како е, што вели народ, да се снајдам. Значи, во моментот на поднесување се прави напор да се исполнуваат условите и веќе од утредентот како ќе добие лиценцата не размислува дека тоа е трајна обврска, дека не е обврска затоа што на некого во случајот Министерството за транспорт му текнало дека треба тие услови да ги исполнува, туку тоа е обврска, тоа е однос кон државата. На крајот на денот тоа е однос кон себе, затоа што ако се направи нешто лошо, на крај ќе настрада и таа компанија која што ја има лиценцата и веќе престануваат да ги почитуваат тие правила. И затоа, доколку има контрола на 6 месеци, мислам дека ќе воведиме ред. Сите ќе знаат дека на секој 6 месеци ќе бидат проверувани и нормално ќе мора да се стават во ред. И повторувам, наша цел не е да казнуваме, туку наша цел е да се почитуваат законите, да се почитуваат прописите и оние кои што поднесуваат барање за лиценца, никој со сила не ги тера да го прават тоа, да мора да се вклопат во рамки на правилата, прописите и нормите во оваа држава. Може ли да појасниме што е тоа што го исполнуваат на денот на поднесувањето, барање и добивање на лиценца, а сега не го исполнуваат? Дали е тоа во делот на бројот на вработени, затоа што законот предвидува одреден број на вработени со собствени лиценци, во делот на стручноста, искуството и така натаму, или се работи за нешто друго, затоа што искрено малку застрашувачки звучи дека над 400 фирми од градежниот сектор практично работат нешто на диво или на црно? Во делот на овие компании најчесто, но не секогаш, е број на вработени. Има и други услови кои што треба да ги исполнуваат, дали се тоа одреден тип на машини, одреден вид на камиони, например, или багери, или нешто друго кое што треба да го има, но најчесто е број на вработени и број на стручни вработени, што е многу битно, особено во делот на проектирање и во делот на надзор.
тие се тие кои што внимаваат како градежните компании ги изведуваат објектите на кои што работат. И тука имаме еден застрашувачки податок, например, забележавме во овие 427 дека исто лице се врти на 5-6 места. Или дека се прават договори на 10 работни часа наместо на 40 работни часа неделно. Или дека се направил договор кој што важел на денот на поднесување на барање за лиценца и на денот на добивање на лиценцата, а после гледате првиот следен први се прекинува тој договор со одветното лице и тоа значи изигрување на системот. Доколку некоја компанија, например, не е во можност да е компанија од А категорија, не треба да аплицира за А категорија. Доколку некоја компанија не е во можност да е од Б категорија, не треба да постои. Значи, многу едноставно е. Тие се правилата, или ги исполнувате, или не ги исполнувате, и на крајот на денот, затоа и волкава е бројката. Македонија е премала држава, за да Министерството за транспорт има издадено над 3000 лиценции во овој условно кажано дел на градежништво, без разлика во која категорија, или во делот на планирање на просторот на изработка на детални урбанистички планови. Не знам дали имаме толку инженери со соодветно искуство и стручност, и веројатно затоа се изигрувал законот, затоа што нема ни на пазарот на труд. Ќе се намалува и јас очекувам и овие 2500 кои што ќе останат веќе на следната контрола исто така да се намалат и пазарот да дојде на она што е нормално, на она што е реално и на она што може пазарот да го конзумира и тие кои што се квалитетни да останат, тие кои што навистина работат да работат, а останатите едноставно нема постојат, ќе се спојат со оние кои што се квалитетни и работат и на тој начин ќе функционираат. Добро, сега логично од ова што го велите, ако тие фирми немале стручен кадар, и поради тоа ќе се соочат дел од нив со одземање на лиценции, тоа нели ги доведува под знак прашалник какви се градбите на кои што тие работеле. И има ли потреба после овие сознанија дека има над 400 фирми кои имале право да стават печат дека одредена градба е безбедна или одреден проект дека ќе биде стабилен во градежна смисла, сега воопшто стручните термини не ги баратам, а меѓутоа ако имаме ние такви сомневања дека нестручни луѓе имале право да стават печат, нели треба да ги провериме сите објекти на кои тие работеле? Тоа е вториот чекор, затоа реков дека ќе бидат испратени овие извештаи до МВР, до јавното обвинителство и до институциите кои што се работувале со овие субјекти, како би можеле да се проверат процесите во кои што учествувале. И добро е да ги провериме сега. Повторно велам, за среќа до сега не се случило ништо, но тоа не значи дека не би можело да се случи во иднина и подобро сега да ја направиме проверката. Ако нешто има изработено како што не треба да се знае што е тоа и да се санкционира, отколку не е Боже нешто да ни се случи во иднина и затоа мислам дека овој пресек е добар кој што го правиме сега. Добро, споминавте уште на почетокот дека малку ви е дискутабилна надлежноста за одземање на лиценците, бидејќи законот веројатно не предвидел се до крај, и од друга страна дека има постапка која што и натаму ќе тече второстепената комисија за жалби, управен суд, виш управен суд, и тоа може да земе многу време. Дали тоа значи дека овие фирми продолжуваат да работат во овој сектор се додека не завршат тие постапки или што? Има два дела прашањето, мислам двата се вредни за коментар. Прво, мислам дека досега законодавецот одел на совеста на субјектите кои што ги добиваат лиценците. Дека тие исполнуваат одредени услови и дека ќе ги исполнуваат во текот на целокупното важење на лиценцата, што соодветно на нашиот менталитет мислам дека е погрешно. И затоа првиот дел од законските измени, вторник ќе ги предложам на седница на влада, значи најбрзо можно, ќе биде да е обврзно на секои 6 месеци да се прават вакви контроли. Вториот дел во однос на можноста за завлекување на постапките, која што е класично наоѓање на дупка во системот, вториот дел на законските измени ќе бидат да тоа не може да се прави. Што значи дека овие кои што ќе ги изгубат лиценците нема може да се поигруваат со системот. Нека ги исполнат условите, нека се организираат добро, секако дека ќе добијат лиценца, но веднаш не, и она што е многу значајно, во рок од 1 година нема да смеат повторно да аплицира, за не ни се случи да се доведеме во ситуација повторно да се изигрува системот, некој што изгубил лиценца да се организира, да добие лиценца и ние сега да се бркаме на секои 6 месеци дали во меѓувреме го изигрува законот или не го изигрува законот, така што оние кои што ќе изгубат лиценцата на најмалце 1 година нема да можат да повторно аплицираат. Доколку за било кој од нив
Министерството за внатрешни или јавното обвинителство утврди дека имале и кривични дела во рамки на своето работење, тогаш веќе други органи настапуваат и тогаш веќе има и кривична одговорност во нивното работење, но тоа е надлежност веќе на МВР и на јавното обвинителство, нашата надлежност е до тука. Да. Информиравте во однос на вашиот сектор и што е преземено. Како вице-премиер имате ли информација што се случува во другите ресори во рамки на владата? Видовме дека практично во делот на оваа трагедија најголема улога одигра лиценците кои били издавани од Министерството за економија. Да, секако дека пратам и сум информиран. Министерството за економија и државниот пазарен инспекторат прават обемни контроли, за тоа информирана јавноста. Исто така, Царинската управа прави контроли од своја страна, имаат голема надлежност. Понатака тука Агенцијата за храна и ветеринарство, неколку институции кои што се во рамки на Министерството за земјоделие, неколку институции кои што се во рамки на Министерството за енергетика во делот на концесии, значи има една голема масивна акција на проверка на оно што се случувало до сега и сум убеден дека тоа ќе води и кон зајакнување на законите и ставање на непоцврсти правила на игра како би можело да се почитува ова што се прави и очекувам информации да излегуваат и во деновиве кои што се пред нас за точни мерки кои што се преземени и за субјекти кои што не ги исполнуваат условите. Тука сега од одредени гледам дека има дилема дали било во ред да се објавуваат компаниите кои што не ги исполнуваат условите, односно и губат лиценците. Јас мислам дека е во ред, за да знаат и засегнатите, и надлежните, но и јавноста, и да не се случи да продолжат да работат со една таква компанија. Да, затоа што може повторно некој на диво или нелегално да продолжи да оперира во овој сектор, граѓани купуваат имоти, градат и така натаму. Добро е да знаат дека соработуваат со фирми кои што ги исполнуваат сите законски услови. Бака нешто како човек што ми се отвори како дилема, сега ние слушаме дека во Скопје имало 2 ноќни клубови во цела држава, 22 ноќни клубови. Тоа е бројка која што веројатно само во една општина во главниот град може да се преброи, што значи дека многумина работат нелегално, како што работел и ноќниот клуб Пулс во Кочани. И слушаме дека ќе се отвараат одредени постапки, меѓутоа не слушавме за никаква кривична одговорност или за приведување на оние кои што досега работеле исто како Пулс или на оние кои им издале лажни дозволи исто како во случајот со Кочани. Николовски, разликата помеѓу овие и ноќниот клуб во Кочани е само среќата. Исто било постапувањето, исти се неправилностите, меѓутоа ги послужила среќата една таква трагедија да не се случи во објектот кој тие го оперираат. Сметате ли дека треба да има казни, една масовна акција да се направи, да има навистина строги казни за сите? Апсолутно. И она што можеби е помалку познато во јавноста е дека Државниот пазарен инспекторат настапува со асистенција на Министерството за внатрешни работи и ги информираат од јавното обвинителство за активностите кои што ги преземаат, така што овие случаи нема да останат само на констатирање на неправилност, туку секако дека ќе следи и кривична одговорност секаде онаму каде што се изигрувал законот или не се почитувал законот. Ние сме свесни за бројни неправилности кои што се случуваат, граѓаните исто така веројатно може да се сетат на бројни неправилности кои што ги гледале околу себе. Дефинитивно мислам дека треба да се зголеми бројот на вработени во инспекцијските служби. Неодржливо е да одредени инспекторати имаат вкупно 10 инспектори за територија на цела држава. И тоа е во суштина главниот проблем на јавната администрација. Одредени сектори се превработени со лица со цела почит, кои што имаат помалце активности, а одредени сектори имаат недостаток од вработени, а имаат огромни ингеренции. Дали тоа некој го правил намерно, за да може ваков систем да царува во државата, или е случајно, денес веќе е небитно. Битно е како ние ќе се организираме во иднина и мислам дека инспекторатите мора да зајакнат, да се зголеми бројот на вработени пред се инспектори, не административци, како и може да ја покрива територијата. Еве, например, Државниот пазарен инспекторат има вкупно 40 вработени инспектори за цела Македонија. Сите сме свесни дека е тоа невозможно. Дали да проверуваат колкава е цената на одредени производи, соодветно на одлуката која што ја донесе владата, дали одредени маркети прават картелско здружување, дали одредени увозници манипулираат со одредени производи, дали зелената мафија ги уценува земјоделците во однос на производите
и нивната цена, дали одредени кафетерии или дискотеки или кабареа или ноќни клубови работат како што работат со 40 луѓе, мислам дека сите ќе се согласат дека е невозможно и дефинитивно мора да се зголеми бројот и капацитетот на вработени инспектори во рамки на инспекторатите, соодветно да им се подобрат и платите како би биле мотивирани да работат и да ја завршуваат работата која што на крај на ден е во корист на сите нас. Како сте како влада задоволни од начинот на кој што се води истрагата до овој момент за целиот случај околу Пулс? Особено ме интересира вашиот одговор за тоа што ја води обвинител за кој неодамна поднесовте иницијатива за негово разрешување. Дали со неговото досегашно постапување успева да ја добие или да ја врати до вербата која што би требало да постои? Мислам дека имаме сега една вонредна ситуација и мислам дека ќе беше неодговорно да ние сега кажеме ние поднесовме иницијатива за разрешување, нема да соработуваме или тој да кажеше јас сум во постапка за разрешување и нема да го решавам случајот. Всушност до изборот на нов вршител на било која функција постојниот ја врши функцијата, морам да кажам дека коректно се однесуваат во рамки на случајот. Самиот факт што 34 лица веќе се во притвор, 7 полициски службеници и останати 27 лица по друг основ, мислам дека многу говори за одговорноста. Ако споредиме со претходни ситуации, дали е тоа Бесатранс, дали е Дурмотурс, Ласкарци, дали е модуларна болница и така натака, каде што немаше приведени и немаше одговорност, овдека веќе јасно се гледа дека одговорности има по самите чекори кои што се преземаат. Тука честитки за Министерството за внатрешни работи, навистина мислам дека одлична работа прават и дека одлично се носат со целата оваа ситуација. И можеби ова ќе е една показна вежба и за идни случаи кои што ќе доаѓаат во рамки на органите на редот, како треба да се постапува и на кој начин треба да се решаваат проблемите. Нашата политичка подршка секако тука стои. Ние и како најголема политичка партија веднаш после несреќата, неколку дена, имавме седница на извршниот комитет, каде што дадовме целосна подршка на премиерот, на министерот за внатрешни, на надлежните да се справат со оваа ситуација и времето не можеме да вратиме назад. Трагедијата се случи, но дефинитивно на што можеме е да има одговорност и одговорност има. И тука не можам да не искоментирам дека сум згрозен од обидот на одредени политички актери, поминорни, помали, да ја злоупотребуваат несреќата, гледајќи тука за себе шанса. Никој во светот и во демократијата не добил шанса преку несреќа. Тоа никаде не се случило. Нашиот надпревар треба како политички субјекти да е во други сектори, а не да се злоупотребува семејна трагедија и да се злоупотребува несреќа, особено во услови кога неподелено е мислењето дека здравствениот систем одговори најдобро можно и дека правосудните органи, во случајов обвинителството и Министерството за внатрешни работи, кој што работи со нив, добро си ја завршуваат работата. Да, добро, од СДСМ не видовме до сега никакво Затоа реков поминорни субјекти, да. Вчера на пресконференцијата која имавте ве прашаа дали имате политичка и партиска поддршка во тоа до каде и да стигне истрагата, дури до актуелни функционери, тоа да се спроведе. Рековте дека имате апсолутно поддршка и за тоа сте разговарале на Централниот комитет на партијата. Сепак Македонија речиси да нема воопшто никаков трак рекорд или историја на предмети во кои една власт се гони сама себе. Искрено верувате дека тоа може да се случи? За жал, наследството кое што ние го имаме е токму обратно, да властите се штителе себе, па при промена на власт, следната власт одела до крајност. Знаеме за бројни монтирани случаи, еве само се сетиме како помина ВМРО да помине во 7-те години опозиција, кога имаше страшни монтирани случаи и затоа нема доверба во правосудниот систем од државата, истата е 2%. Мислам дека овој случај ја покажува разликата, каде што никој не прави разлика дали е некој актуелен функционер или е минат функционер, дали од една или од друга политичка партија. Овде има од повеќе политички партии функционери кои што се предмет на истрага, чиме што ќе каже истрагата, нели, презумпција невиност за сите, но факт е дека не се прави селекција и селекција нема да се прави. Ние тоа јасно го кажавме и ќе одиме до крај. Самото тоа што има 7 приведени лица од Министерството за внатрешни работи, кое што со обвинителството заедно ја води истрагата, мислам дека доволно кажува
за пристапот, затоа што ако некој се штител, прво ќе се заштителе оние кои што ја водат истрагата, доколку на тој начин се пристапувало кон работата, но мислам дека е тоа јасен сигнал на каде оди оваа истрага и се надам дека оваа истрага ќе даде бројни одговори кои што јавноста ги очекува, како се случи таа несреќа, кои се виновниците и за мене најбитното, како да не се повтори. Александар Николовски во тема на денот, благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата.